Штипскиот Силјан останува. Ќе ја чека следната сезона за преселба. Со оваа прогноза денеска ветеринарните експерти од Штипската ветеринарна станица ја разрешија дилемата кај граѓаните дали повредениот штрк ќе остане или не во Штип. Ќе се работи за повеќе кратна скршеница на екстремитетот, така што има во пределот на зглобот. Скршеницата е лоша и местоположбата на скршеницата е лошо, тешко дека може има притисок, значи од самото тело, и оваа имобилизација само доколку мирува, има шанси да створи калус за некој 21 ден. Прогноза како на таква скршеницата е лоша и предпоставувам дека ќе остане тука. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Живко Тасев денеска за телевизија Старе Дециден. Нема повод за загриженост кај штипјани за иднината на овие благородни птици. Ако природата на повредите наложуваат, тогаш не само помалиот Силјан, но и поголемиот Марко ќе презими во Штипската зоолошка градина. Секако, ако дојде до ситуација да не можат, сигурно ќе се грижиме до едната година. Во меѓувреме, со сето свое внимание и изрази на љубов, повредените штркови секој ден се во друштво со најмладите посетители на Штипската зоолошка. Не изостанува и негата од вработените, а денеска со асистенција на вработените од ИСАР и екипата на телевизија Стар, на помалиот штрк Силјан ветеринарите ја санираа повредата на неговата скршена нога, како и дел од крилото на Марко. Деновиве, штипските пожарникари ги спасија повредените штркови од огнените јазици на опожарените ниви во Штипско.